Царството Божјо е внатре во мене, моево срце е Твое, Исусе. Духот утешител мене ме води, Исусе. Добриот пастир го дава животот свој за овците. Такво, Татко небесе, во Исуса сум возљубен. Срцево, да се вселиш во него. Мир вам, татко мој, Оче, ти благодарам што и денеска ми даваш сила, што ме исправи здрав и исправен, да ти служам со сета душа и срце, да го изберам Твоето живо слово, ти да водиш, ти да ме учиш, ти да зборуваш нид мене. Лебот наш насушен дај ни го и денес и прости ни ги долговите наши, како што и ние им ги простуваме на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукаваго. Само ако живее во Твоето срце, тој што живее во тебе, тогаш е посилен од тој што е надвор од тебе. Ако Исус не живее во Твоето срце, прашај се ти кој живее. Те сакам, Господи Исусе Христе. Интересен стих, браќа по умот немојте да бидете како деца. Они се што ќе фати напред. За злото бидете младенци, а по умот зрели. Тоа значи да го ставиш шлемот на спасението. Шлемот на спасението. Секоја мисла да е покорна на Исус Христос. На главата. Он да мисли во тебе, он да те учи. Браќа, не е тоа. Да видиме што ќе зборува и денес. Покажи ми денеска што треба да зборувам. Ти зборувај низ мене, ти учи ме, угледајте се на мене, вели Исус. Угледајте се за мене, ќе читаме еден текст од 1 Коринтијаните. Зошто ние го читаме ово слово? Па затоа што тоа е духовна храна. Човек не се храни само од леп, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Целата суштина е како ти да се храниш вистински. Угледајте се на мене како што и јас на Христа. Прво послание до Коринтијаните, 11 глава. Почнуваме од почеток, од првиот стих. Значи треба да се угледаш на тој што те учи, на старешината на заедницата. Или угледај се на Исус. Повикај го тој да те учи. Ве пофалувам, браќа, дека се мое помните и ги држите заповедите. Дали ги држиш заповедите? Се држиш за нив, постапуваш по нив. Ги држите заповедите така како што сум ви ги предал. Една заповед има, две заповеди. Љуби го својот ближен како себе си, љуби го Господ својот Бог. Татко, со сета сила, со сето срце, со сета душа, со сиот ум, секам да знаете дека глава, еве главата, шлемот на спасението. Глава на секој маж е Христос. Христос треба да зборува и да мисли низ тебе. А на жената глава е мажот. Жената е црквата. На Христа пак глава е Бог, Отецот. Секој маж кој се моли или пророкува со покриена глава, ќе го исчитаме прво и нова, па ќе се навратиме на поуката. Секој маж кој се моли или пророкува со покриена глава. Значи не се гледа која е главата. Не е на прво место Исус Христос, ја срамоти својата глава. Тогаш ти го немаш шлемот на спасението, ти зборуваш од себе. Секоја жена која се моли. Пазете го тој момент. Жена и маж се однесува и на телесните. Дадена е жена и маж да ги научиме тие односи на љубовта и потребата, која пророкува гологлава. Видите сега. Секоја жена која се моли или пророкува гологлава.
Ја срамоти својата глава, зашто се едно е како истрижена. И тие ставаат шами. Видите, на телесно ниво, ајде да речеш, некаков имитативен театар. Тоа значи дека глава на жената треба да биде мажот. Глава на мажот е друго, е Исус. Ако жената не сака да се покрива под мажот, тогаш нека се стриже, мора да се кастри. Ако пак е срамно жена да се стриже или бричи, тогаш нека се покрива. Да се покрива значи да си покриен во Исус. Да го облечеш оклопот на праведноста. Не осудуваш. Он е правдата. Така мажот не треба да ја покрива главата своја, зашто е образ. Треба да го објавуваш дека си на Исус. Да не си покриен, да не си скриен под поклоп. Зашто е образ и славата Божја. Мажот е образ на славата Божја, а жената е слава на мажот. Оти не е мажот од жената, туку жената од мажот. И ако го земете ова да размислувате само за мажи и жени, жената е црквата, Исус е младоженецот. Затоа жената треба да има на главата своја знак од власта на мажот над неа. Белек на челото за денот на воскресението. Слава ти Господе Исусе Христе. Слава ти Исусе. Оти како што е жената од мажот, а ти црквата доаѓа од старешината, а тој од Исус, а тој Исус од Отецот, така и мажот преку жената. И се е од Бога, така ќе се спаси преку раѓање деца. Ако носиш духовни деца, носиш во заедницата. Се разбира. Можете да го сватите и телесно. Размислете сами во себе, прилично ли е жена, црква без Исус, да му се моли на Бога гологлава. Знаете она самаријанката која му дава на Исус вода да пие. Колку мажи си имала, толку и толку. Ниједен не ти бил вистински маж. Значи тие не се мажи, биле жени. Целиот проблем е тоа. Ке го дојдеме до тоа. Да го објасниме. Нели и самата природа ве учи. Маж значи духовно човек чија што глава е Исус и поставен во заедницата. Нели и самата природа ве учи дека е срамно за мажот да има долга коса. Да се однесува телесно, но ако жената си ја остави косата, тоа што сака таа е чест за неа, бидејќи косата ја даде на место покривало, значи на првото ниво се однесува телесно, а другото е духовно значење. Ако некој сака да се препира, ние немаме таков обичај, ниту црквите Исусови. Не се препираме ние. Имаме доста луѓе кои се неодговорни. Ке дојде па го нема со месеци, те соблазнува да го избркаш, а тој самиот те заминат. И ние чекаме период додека Исус не ни каже. Знаете, заповедувајќи ви го ова, не ве фалам дека не за подобро, туку за полошо се собирате. Не значи дека ако се собираш во црква која е без дух, дека нешто ќе се случи. Прво пак слушам дека кога се собирате в црква, се појавуваат и расцепи помеѓу вас, во што да некаде верувам. Се расправат овој стих, така е значењето, вака е значењето. Гледаш дека тоа нема духот. Потребно е меѓу вас да има и раздори. Потребно е меѓу вас да има и раздори, за да се истакнат подостојните меѓу вас. Но собирајќи се така заедно, не значи дека јадете вечера Господова. Разбирањето на овој момент на јадење вечера Господова се сведува на леб и вино имитативен театар, на рипање во крстот. Кој не го земе својот крст, зашто тогаш не го носат својот крст по улиците. Буквално ако ги сваќаш. Не значи дека јадете Господова вечера. Јас имам храна, вели Исус, што вие не ја знаете. Јас имам храна што вие не ја знаете. Мојата храна, вели Исус, е да ја исполнувам, да исполнуваш. Што? Волјата на оној што те пратил. Значи треба да бидеш пратен во Исуса. Зашто секој брза да ја изаде својата вечера пред другите. Да си се издува така што еден станува гладен, а друг се опива. Доаѓаат луѓе кои не се утврдени во Исус. Знаете, на почетокот, додека се научи заедницата како да се однесува, те сподел, некој те нервира, некој не соблазнува. Немате ли куки за да јадете и пиете како нас Исус не спочека, не сочека, не дочека? Тој го даде својот живот за нас, уште додека бевме грешни. Немате ли куки за да јадете и да пиете? Мојот дом е молитвен дом. Куќа си ти самиот.
Ти си храм на Светиот Дух, ако си храм, ако не си храм. Или ја презирате црквата Божја, тогаш не си христијанин. Или ја презирате црквата Божја и ги срамотите оние што не се имотни, што немаат дух, што не се уште. Што да ви речам? Да ве пофалам ли за тоа? Не пофалувам. Лесно е да избркаш некој од заедница, да на кога се облазнува, кога не ќе да се менува, кога ќе се соберете вие и мојот дух, вели Исус, ќе го предадете на телото на сатаната, секако тоа е сатанско тело, во неговото срце живее сатаната, тоа што сакаш ти. Немаш духовна храна, бидејќи не ја исполнуваш волјата на оној што те прати. Јас го примив од Господа она што ви го предадов. Што прими тој? Што прими апостол Павле? Тоа дека Господ Исус онаа ноќ, кога го предадоа зеде леп. Што прими апостол Павле? Па дух прими преку Ананија. Претходно беше слеп, падна од коњот, ги гонеше христијаните, беше таму кога го каменуваа Стефан. Не станува збор за телесна храна, што се расипува. Земете, јадете, ова е телото мое, тоа е слика, тој покажува дека се раздаде, ви дава се. И ние кога почнавме да работиме, Манде ми рече да правиме и песни за слава на Исус. Јас му реков, песни праве во другата заедница, ова сум го зборувал еднашка. Таа замина седнав на компјутерот и се стресов, слушнав гласот и тој ми вели, се сум ти дал, синко, и денеска имаме 50, 60, 70 песни, која од која пубава. Не се тоа телесни песни, тоа се слезени од духовната небесна библиотека, од хорот на ангелите. Господ Исус, онаа ноќ кога го предадоа, зеде леп, своите го предадоа, дојде кај своите. Зеде леп и откако заблагодари го прекрши, татко, земете, јадете, ти благодарам за овој леп. Земете, јадете, ова е телото мое кое се крши за вас. Тој се скрши за нас, потоа кога ќе биде распнат. Правете го ова за спомен мој. И тие го прават само тоа. За да јадеш духовна вечера, треба да исполнуваш волјата на оној што те прати. По вечерот исто така зеде и чаша, па рече, оваа чаша е новиот завет со мојата крв. Тој плаќа со својата крв, тоа е нов завет. Ова правете го кога ќе пиете за мој спомен. И сега вие мислите дека јадете лепи вино, нешто се случува. Исто како кога се капете телесно во водата. Телото го капете, вие треба да се искапете духовно со водна бања во Словото. Тој што доаѓа по мене ќе крштева со оган и со свет дух, ете тоа е крштевањето. Да раскрсти со стариот човекот и кога ќе го јадете овој леп и кога ќе ја пиете оваа чаша, вие ќе објавувате смртта на Господа, додека он не дојде. Значи, јас имам храна што вие не ја знаете, вели Исус. Мојата храна е да ја исполнувам, да ја извршувам волјата на оној што ме прати. Ете, тоа е храна. Работете за храна што нешто се расипува, туку за храна што не се расипува. Јадење лепи вино, имитативен театар не ве прави христијани. Можете да правите што сакате, да вапцате јајца, да цитирате. Или да предавате учење пред 400 години, или пред на собирот во Никеја, што е донесена одлука човечка за Богородица и светците. Како да духот не се објавува веќе. Ние добиваме директни поуки во духот, еве овие. Гледате? Јас ви го кажувам тоа за да не мислите дека јас зборувам од себе. Затоа оној што недостојно, оти кога ќе го јадете овој леп и кога ќе ја пиете оваа чаша, зар да не ја испијам таа чаша, последната песна што слезе. Вие ќе објавувате смртта на Господа додека он не дојде. Каде? Па во твоето срце. Или второто Христово пришествие, армакедонските слави. Затоа оној што недостојно јаде и пие од овој леп од чашата Господова виновен ќе биде спрема телото и крвта на Господа. Тело на Господа, за ова ќе зборуваме денеска и крвта. Но човекот да се испита самиот себе, а потоа да јаде од овој леп. И да пие од оваа чаша. Секако ти не можеш да јадеш и да пиеш. Кој не работи не треба да јаде. Храната за да ја добиеш треба да ја исполнуваш волјата на оној што те прати. Мојата храна е да ја исполнувам волјата. Ако ја исполнуваш својата волја, ти немаш таква храна, ти имаш друг дух, крив дух, телесна храна и затоа црквата е мртва. Зашто кој јаде и пие недостојно, јадеш и пиеш недостојно, тој го јаде и пие своето осудување. Осудување, бидејќи не го разликува телото Господово, Исусово.
Ете затоа не го разликуваш телото, ќе дојдеме до тоа, па затоа меѓу вас има многу немокни, болни, мнозина умираат. Ако се бевме испитувале самите себе, сами испитувајте се. Тогаш немаше да бидеме судени. Признај дали те води Исус или ти тераш по свое. Но судејќи не, Господ не накажа за да не бидеме осудени заедно со светот. За да не бидеме осудени заедно со светот, но судејќи не, Господ не накажа. Затоа, браќа мои, кога се собирате на јадење, на Господова вечера, духовна храна, чекајте се еден со друг. Треба да имаме трпение да ги почекаме и другите. Ако е пак некој гладен, нека јаде дома. Можеш да се молиш со сати. И да славиш, да се најадеш, за да не се собирате за осудување. Собирање за осудување во заедниците, другото ќе го наредам кога ќе дојдам. И ние ги имаме тие елементи. Секогаш кога има некоја состојба кон Исус, а против заедницата слегува поука од духот, не го читаме тоа. Тоа е слезено. Последните 2 недела дена барате доказ дека преку мене зборува Христос. Тоа ќе го читаме. А сведоштвото е тоа и така натаму, барате доказ дека преку мене зборува Христос, ќе добиете. 2 Коринтијаните 13:3. Девојка исцелена потпишала за илуминатите кои се дојдени во Македонија, сатанска организација, долниот слој на масоните. Исцелена од оџа, и оџата ги истерал демоните, дојде кај нас. Вели, здрава сум, го благословува оџата, тој ме исцели. А верува дека верува во Исус. Тој е еден човек, голем, крупен, стана и ме брка од дома. Ја отвори вратата, надвор ми вика, се молам за него. Третиот случај бевме во една друга заедница предходно. Служевме 2-3 дена на исцелителни молитвени терапии, изгонување демони, проклетство и така натаму. Се јавија брзо, доаѓајте со манде, имаме проблем, влеговме еден крупен човек, рипал, ги отврла сите, 5 души го држат. Не може да го додржат, демонизиран. 10 души го држат. Му реков на ово, да не си мрднал и писнал во името Исусово, ќе те изгорам со мечот на духот од десната страна. И тој се здрави. Што му направи, велат? Јас ништо не му направив. Со духот во Исус од десната страна мора да ми се покори и поклони. Потоа кога требаше да си замине човекот, го туркаве, ајде. Тихо, му реков, ајде, станој, сега можеш да се движиш, се пушти, беше закочен, како цементиран. Отиде во собата. Ја затвори вратата, клекна на колена. Немој демоните му се покоруваат. Нели претходно отвори вратата надвор, покрупен од мене за една глава, му заповеда во името Исусово, оди во другата солова, на колена пред семокниот Бог. И Исус на колена вреден си писнал. И Исус, и како кротко јагне ме послуша. Барате доказ дека во мене зборува Христос. Одиме понатаму, така што тајните на срцето, со срцето да разберат, ќе му се откријат. И тој, откако падне на колена, тој ќе му се поклони на Бога. Ќе му се поклони на Бога. Каде отиде тоа другото го прерипав. И ќе рече, на вистина, со вас е Бог. Со вас е Бог. Та девојката со илуминатите што... Јас реков, не може оџата да те исцели. Да, ме исцели. Јас реков, татко, нека следе оган во оваа рака, и сам реков, во името на Господ Исус Христос ги затна ушите како израелците кога не сакаа да го слушаат Стефан. И побегна низ вратата. Барате доказ дека преку мене зборува Христос, така што тајните на срцето ќе му се откријат. И тој откако падне на колена, ќе му се поклони на семокниот Бог и ќе рече, на вистина, со вас е Бог. 1 Коринтијаните 14:25, другиот стих вели, оти Бог не е Бог на безредие. Секој да прави што сака.
Колку нам мирот. 1 Коринтияните 14:33. И сега доаѓаме до жените. Жените ваши. Имате ли вие жени? По црквите да молчат. Ним не им е дозволено да зборуваат, туку да се покоруваат, како што вели законот. 1 Коринтияните 14:34. Што е тоа жена? Жена е црква. Жена е телесен верник. Исус е младоженецот, ние сме невестата. Се враќаме во градината Едемска. Адам, жената и змијата, сето тоа е едно. Адам си ти, жената е твојата душа, змијата е твојата волја. Мојата храна е да ја исполнувам волјата на оној што ме пратил. Имаш ли таква храна? Јас зборувам за храна што вие не ја знаете. Значи Исус е младоженецот, ние сме жената. Верниците, срамно е жена в црква да зборува. Коринтияните 14:35. Тоа е телесен верник жена. Тоа е душа со свој ум, мисли и волја. Нема демонкратија во црквата. Дури не се соединиш со Исус. Тогаш ќе ти се отворат очите, со срцето, со ушите, очите да разбере. Му ги отворат очите и ушите, душата и срцето и ќе знаеш тогаш, кога ќе се соединиш, кој е кој. Неговме за шлемот на спасението, секоја мисла да е покорна на Исус, не е да исполнуваш својата волја. Зар од вас излезе Словото Божјо, или пак само до вас стигна? 1 Коринтияните 14:36. Словото Божјо го земаш и го извртуваш, го толкуваш, па тоа е непокорност, непослушност. Тие телесно, со свој ум, читаат, пророкуваат, толкуваат од женска, падната телесна природа. Ако некој мисли дека е пророк или исполнет со дух, мисли само, нека разбере дека ова што ви го пишувам се Господови заповеди. Кој не разбира, нека не разбира. А ако тој вели дека ја разбира, не разбира, гревот останува. Ако вели дека кој не разбира, нека не разбира. Друг препев вели, ако некој го отворла ова, те сакам Господи Исусе Христе, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус. Ако некој го отворла ова, Господ ќе го отворли него. Вон законот на љубовта си. Божјото Слово и тогаш се суди око за око, зап за зап, не застанува, не започнува од нас, ниту завршува кај нас. Како можно тогаш да преповедате стари учења од пред 400 години или од соборот во Никеја, некои правила, канони? Каде е Духот, зарем не се објавува, зарем се измори тој? Те сакам Господи Исусе Христе. Божјото Слово не започнува од нас, ниту завршува со нас. Ако не го разбираш ова, чии се словата, зборовите, ти си тогаш ученик на женски, телесни слова. Ти си излезен од законот, од заповедта на љубовта. Видете? И самиот мислиш со телесен ум, со женски ум, дека си духовен со жената и со змијата, дека си пророк, исполнет си со дух. Само го мислиш тоа. Не си во неговата заповед, не си во неговата волја. Мојата храна е да ја исполнувам волјата. Значи не ја исполнуваш волјата, немаш духовна храна, се храниш со друга храна, телесна храна, со другиот дух, духот на овој свет. Не си негов ученик, треба словото да останат во тебе. Кога ќе останат словата, значи духот да остане. Словото без дух е мртвина, ако имаш мртви слова. Би требало да замолчиш и да слушаш. Да замолчиш, зашто Господ е на небото, не зборува многу, а ти си на земјата, не зборува многу. И да слушаш во Исусовиот собир. Прв пат кој ќе го речам луѓето, научи да молчиш во присуство на Бог, на Отецот. Инаку си жена и не ти е дозволено, телесен верник, не ти е дозволено. Телесен си, не зборуваш. Да зборуваш, немаш право.
Жената ја учи самата себе, ја учи некој друго прво. Он е учител, да го научиш тој принцип. Он да зборува низ тебе. Он избира учител негов, не луѓе. Не човекот желби, човечки желби. И тој кој е избран старешина на заедница е сад, кој Исус го полни и празни. Главата на црквата е тој. И тој е тогаш маж, значи чија што глава е Исус, кој исполнува неговата волја, чија глава е Исус, а жената нејзе глава и треба да е мажот Исусов, старешината на црквата, на целата заедница. И така јадат Господова вечера недостојно во друг телесен дух, женски дух, сатански. Еве стихови, затоа оној што недостојно јаде од овој леп, од кој? Па од Светото писмо. И пие од чашата Господова. Одиш таму, доаѓаш, гледаш, слушаш и мислиш со свој ум. Виновен ќе биде спремат крвта, телото и крвта на Господа. Телото на Господа. Јаде и пие на заеднички вечери на љубовта. Не е лепи вино. Живи слова во духот. Ете, а другиот стих е кој ќе се соберете вие и мојот дух да го предадете на сатаната. По извесен период духот ќе те го изгони тој што не е. Еве, за тоа нешто недостојно јаде од овој лепи пие од чашата, ќе биде виновен според телото и крвта на Господа. Значи 1 Коринтијаните 11:27 и уште понатаму, но човекот, жена, телесен човек, да се испита самиот себе, потоа да јаде од овој леп, од Светото писмо. Дали Исус вистински живее во твоето срце? Дали си му е предал власта? Дали ја исполнуваш неговата волја? И да пиеш од оваа чаша 11:28 Коринтијаните 1. Дали мислиш дека си духовен? Само мислиш пророк, тогаш си жена. Тогаш си телесен и треба да молчиш во покорност. Дали си достоен или си недостоен во Исус? Луѓе овде брзо достоен сега викаат во Македонија за одредени свештеници. Ја гледам дека црквата не е баш како што треба. Во друг дух е. Интересен, тој е старешина во една поставен од луѓе. Во еден манастир, чи го носи името на Јован, например, за него велат дека е достоен, а Јован кој е најголем роден од жена, на земјата поголем нема. Зошто? Зашто ја збореше вистината до крај, како и Стефан што го каменува, нема му ја одсекоа главата. Велеше, покајте се, зашто се приближи Царството Небесно, се приближи Исус. Тој не е достоен, а ти си достоен. Значи, дали си достоен? Апостол Павле вели, не сум достоен, Јован вели, не сум достоен. Ако велиш дека се тоа двајца најголеми мажи, бидејќи 13 глави од 25 во Новиот Завет се преку Павле дојден, тој вели, јас не сум достоен да се наречам апостол. Значи, ти мислиш дека си духовен и достоен, тогаш си жена и телесен и треба да молчиш во покорност. Дали си достоен или достоен? Зашто кој јаде и пие недостоено? Јас сум недостоен да го зборувам ова, но се предавам во неговата волја да ме направи избран сад или сад за свечена употреба. Тогаш станувам достоен во него, само во него. Јас не сум достоен. Кој јаде и пие недостоено, тој го јаде и пие своето осудување, бидејќи не го разликува. Затоа си осуден телото Господово, телото Христово, црквата Исусова. Како треба да ја разликуваше? Па тука е целата суштина. Тој го јаде и пие своето однесување, не го разликува телото Господово, затоа меѓу вас има многу немокни во заедниците, болни, мнозина умираат. 11, 29, 30. Оти ако се бевте испитувале самите себе, сами испитувајте се, тогаш немаше да бидете судени, да бидеме судени. Но судејќи не, Господ не накажа за да не бидеме осудени заедно со светот. 11, 37, 32. Друг препев, Господ не кара и казнува за да не поправи. Те сакам, Господи Исусе Христе. Кој е Господ? Отецот Небесен.
Isus, to je glava na Isus. Телото Христово. Отецот Небесен е глава на Исус. Он зборува во Исус. Он ги врши делата. Присутен во Исус во полна зрелост. Глава на заедницата, на жената, на црквата е мажот. Глава на мажот е Исус. Он зборува, он ги врши делата. Глава на жената е мажот кој го води Исус Христос, старешин на црквата. Тоа е телото Христово. Те сакам, Господи Исусе Христе. И сега, еве го уште еднаш, кога ќе го исчитаме тоа. Угледајте се на мене, како што и јас сум на Христа. Мене глава ми е Исус. Ве пофалувам, браќа, дека се мое помните, ништо не е мое, тој зборува низ мене. Ова зборува Таткото Небесен во духот и ги држите заповедите како што сум ви ги предал. Сакам уште да знаете дека глава на секој маж, се сеќавате, тај вика, имаше 7-8 мажи, ниеден не тие маж. Не бил во духот, глава на секој маж е Христос. Кога глава на мажот е Христос, тој е старешина на заедницата. На жената глава е мажот кој го води Исус, а на Христа глава е Таткото. Секој маж кој се моли или пророкува со покриена глава, мораш да отвориш главата и да кажеш: јас му припаѓам на Исуса Христа, јавно да му се поклониш, да жеднеш за духот. Ја срамоти својата глава. Секоја жена која се моли или пророкува, тоа е сега тој момент, црква, гологлава, свое главо сакаш, прочитай го тоа, со својата волја, зашто сеедно е како истрижа. Поправа, ама ти не сакаш да се промениш. Имаме такви многу луѓе. Дошол, се подопрел, не прима, сака, не сака, се и наети. Нема напредок, наместо војска. Тогаш старешината се грижи за мали деца, што се расправаат по пазариштата, по црквите, кои се пазаришта. Те сакам, Господи Исусе Христе. Во името на Господи Исус Христос, се што е од Исус, нека замине од секој еден од нас. Се што не е од Исус да замине од секој еден од нас. Се што е од Исус нека остане за навек во моето и во твоето срце. Во името на Господ Исус Христос бегај од нас, сатано, во името Господово Исусово и не враќај се повеќе. Во името на Господ Исус Христос го кршам секој небиблиски завет на злото што е фрлен врз секој еден од нас. Допрете се во срцето, Господи Исусе Христе. Ти ги предавам клучевите од моето срце, да дојдеш, да живееш, да ме промениш. Ти да зборуваш низ мене, ти да бидеш глава, да го ставам шлемот на спасението, ти да мислиш низ мене, да не бидам жена гологлава, црква гологлава, заедница која си е автокефална. Наместо Христокефална, те сакам, Господи Исусе Христе, ја предавам Македонија во Твоја собственост, ја предавам заедницата, се што имаме Твое, силата Исусова со нас. Давам одврзани раце на ангели помагачи на овој век, како што му помагаа на Исуса Христа во пустината, да ми служат. Те молам за наплив на сила, да останам во љубовта, да бидам сад за Твоја употреба, Ти одлучи каков. Мојата храна е да исполнувам волјата на оној што ме прати и мојата храна. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, во секое срце Исус. Амин. До Божјо царство небесно, не за сатаната и смртта, да за Исус во мене, во заедницата, во се што имам, во македонскава земја и на секаде. Исусе и само Исусе. Амин. До Божјо царство небесно, радоста Исусова да ве преплави. Амин. Царството Божјо е внатре во мене, моево срце е Твое, Исусе. Духот утешител мене ме води
ovce. Dobri od pastir go dava život od svoj za ovci te. Tako, Tatko nebese, vo Isusa sum возлюбен. Srce da se vseli